Zdravo i dobrodošli v уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија. Сакам да ви дадам неколку предлози или да споделам со вас неколку идеи за почеток на новото утро, кое што ќе ви овозможи поубав, помирен ден. Тоа се некои мали ритуали од кои што вие ќе изберете, кои ќе ги практикувате, или пак ќе правите комбинација од сите, или имате некои ваши кои што веќе ги практикувате, па може би ќе ви даде идеја да ги збогатите, проширите и да искористите нешто од овие предлози. Овие така наречени ритуали бараат време, па ако сте некој кој што не е толку ранобуден, ќе треба да станете порано. Ако сте некој кој што има обврски, мора да се погрижи за децата наутро или оди рано наутро на работа, исто така ќе треба да станете малку порано од вообичаено, да одделите половина сат за себе, или ако веќе тоа го правите, во тој пола сат да додадете уште 15 на минути. За оние кои што имаат повеќе слободно време, кои што одат попладне на работа, за студентите или средношколците кои се сега на распуст, можат, се разбира, да одделат и повеќе, да одделат сат време, или пак со овие активности да го потполнат времето летово, кога да речеме се послободни, и на тој начин да стекнат некоја навика која и понатаму ќе треба да им служи. Значи, прво, станете малку порано и обидете се да бидете во тишина, односно да бидете сами, доколку ви е потребна тишина, а ако е вашиот избор музика, тогаш можете да си пуштите музика и секогаш постојат и тука опции, или тоа треба да биде музика која ве смирува, нежна, тивка, или музика која ве буди, па малку поинтензивна. Се разбира, тоа е ваш избор и ќе направите како што ви одговара, или ќе останете во тишина, или ќе пуштите тивка музика, или ќе пуштите некоја помотивирачка музика со пожив ритам која ќе ве разбуди. Потоа, откако ќе го подготвите вашиот пијалок, што и да пиете, кафе, чај, вода со лимон, или некој енергетски пијалок, смути, независно каква и да е вашата рутина, седнете малку и уживајте и бидете присутни. Бидете, значи, сега и овде, уживајте во мигот, во самотијата, во раѓањето на утрото, на денот, во вкусот на тоа што го конзумирате и во музиката која слушате или во тишината која ве обкружува. Следниот предлог е да направите вежби за дишење. Имате најразлични вежби по интернет, кои што можете да ги усвоите како дел од своето секојдневие. Или пак можете да направите една кратка вежба со затворени очи, водена фантазија или медитација, зависно како ја нарекувате. И не мора и тоа да биде нешто многу долго. Доволно е да го освестите своето тело. Меѓутоа, добро е да изберете нешто од ова, за да може да го смирите телото, да го освестите, да го разбудите. Независно што и да одберете, вежби за дишење, за освестување на телото, за приземјување, за враќање поблиску до себе, тоа сигурно ќе ви користи во текот на целиот ден, да бидете посвесни и постабилни на физичко ниво. Ако вежбате некои физички вежби, вежби за загревање рано наутро, го има истиот ефект, тоа е ваш избор, а ако не го правите, тогаш можете да почнете помалку, 5 минути, 10 минути, и со текот на времето да го зголемувате тоа време, и тоа е начин да се разбуди телото. Ако имате повеќе време и имате услови да имате во близина некој парче или зеленило, исто така можете да отидете и на кратка утринска прошетка. Добар предлог е свесно туширање или туширање со поладна, може би ладна вода, ако веќе имате навика и ако го практикувате тоа. Свесно туширање значи дека ги освестувате сите делови од вашето тело и се заблагодарувате, ја чувствувате моќта на водата која што ги оживува, чисти, исцелува. Како вие ќе изберете деловите од вашето тело, уште од тука можете да
почнете со благодарностите, односно да бидете благодарни за се тоа што чувствувате и што може да си го дозволите, а за туширањето со ладна вода да одите полека, да стекнете навика и доколку се решите да го правите тоа, бидете внимателни, да не му создадете некаков шок на телото, особено ако немате за тоа искуство, не практикувате или имате некои здравствени проблеми. Тоа се разбира останува на вас и бидете предпазливи. Другите работи кои што ќе набројам, што ќе следуваат во видеово, се поврзани со пишување. Може да ги пишувате, а и не мора, и тоа е ваш избор. И бидејќи веќе ги спомнав благодарностите, би било убаво да запишете неколку благодарности. Или ако веќе имате искуство и ако ги практикувате, тогаш може тоа да го правите и без запишување. Меѓутоа гледајте секое утро да бидат тоа нови благодарности и најпрвин се разбира да се заблагодарите за тоа што сте ги отвориле очите и што уште еднаш сте го виделе денот и сте добиле можност за различни доживувања и настани и да се видите себе си во огледало, а и да ги видите, прегрнете своите најблиски и луѓето кои ги сакате. Можете исто така да пишувате и афирмации, меѓутоа исто како и благодарностите и афирмациите треба да бидат ваши, да ви лежат, да афирмираат, односно да носат позитивна порака за нешто во што вие ќе верувате, да си направите своји афирмации кои што може би ќе бидат поврзани со секој ден, може би ќе бидат поврзани со конкретниот ден и конкретните активности, се разбира, треба да имаат позитивна конотација. Ако сте почетник, може да користите и други афирмации, меѓутоа гледајте да бидат соодветни со вас, да ви одговараат на вашиот сензибилитет, да верувате во нив, да ви помагаат и немојте да ги правите на сила. Исто како и благодарностите, ако можете или сакате да се заблагодарите и да афирмирате 2-3 работи, направете го тоа за 2-3 работи. Ако чувствувате ова утро дека ви е подобро да кажувате благодарности наместо афирмации, направете го тоа. Ако чувствувате дека повеќе ви се потребни афирмации, направете го тоа. Значи се зависи од вас, од вашиот сензибилитет, но и од денот и од она што ве очекува. Можеме да го споменеме и планот за денот, листата на кој што ќе ги наредите вашите обврски за тој ден. Одредете што ви е примарно, што ви е приоритет, што е она што на вистина е неопходно да се направи во текот на денот, што е она што може да чека и не заборавете во планот на денот. Во попладневните часови може би ќе најдете време пак за себе, дали за кафе или разговор со пријател, дали да читате книга, дали да поминете време со вашите блиски, едноставно да се одморите, опуштите, слушате музика, читате, гледате нешто, тоа е ваш избор. И немојте строго да се држите за тој план, односно, држете се вие онолку строго колку што вие сметате дека треба, меѓутоа, доколку тој план целосно не го исполните, немојте да се чувствувате вечерта неуспешно. Оставете поширока рамка во планирањето и дозволете некои работи едноставно не излезат како што ќе планирате, како што ќе замислите. Меѓутоа, бидете задоволни ако поголем дел од тој план го остварите. Ќе ја споменем и визуализацијата, на многу луѓе визуализацијата им помага. Можете да си пуштите некоја визуализација, доколку немате во моментот идеја или не го практикувате тоа. Јас имам снимано неколку визуализации или можете да си најдете од некој друг нешто што ќе ви одговара или вие сами да визуализирате со позитивни афирмации како ќе ви се одвива денот или да визуализирате одредени сегменти, некои предизвици што ги имате во текот на денот, да ги видите, да ги замислите, како би се оствариле најдобро. Може би ќе добиете и некои насоки, идеи и решенија додека го правите крај. Доколку водите свој дневник или сакате да почнете, постојат исто така многу начини, правила, меѓутоа вие најдете си го вашиот начин, вашето правило. И ако веќе овој план за денот не го запишувате во дневникот, а можете да го запишете, тогаш запишете нешто што ќе ви падне
prvo napamet rano nautro, zapišete gi svojite afirmaciji, može bi blagodarnostite, ili jednostavno ako ste pokreativni, napišete ideja za nekoj kratok raskaz, može bi stihovi, bilo što da vi padne na pamet se razbira, to je vaš dnevnik. Ona što može bi ve mači od druga strana ili ve pritiska, nešto što može bi nemate rešenje, pa može da go ostavite vo forma na prašanje i da počeka koga ke mu dojde vreme to da go odgovorite ili da go rešite. Da, pišuvanje to je način da se oslobodime od toga što go imame vo glavata, da nego mislime vo tekot na denot i da napravime jedan uvid, odnosno realno da pogledneme što sme kažale, što sme mislele, što sme planirale, što ne mačelo. I to pomaga za da izlezeme so po mirna glava od domot i da možeme da se fokusirame na predizvicite koje što ne očekovat vo tekot na denot. To beja nekoliko predlozi, ako imate svoji rituali ki gi praktikuvate vašite, može bi od ovake dobijete neko ideja, može bi ki skombinirate nešto. Nemojte da se terate na sila, da gi naredite site ovije i nasila, da gi praktikuvate, da se pritiskate sebe si. Dovoljno je jedna i dve od ovije ravoti da gi pravite. Slušajte se sebe si, menuvajte gi so tekot na vreme, to probuvajte jedno i drugo. To što vi odgovara, pravite go, to što ne vi odgovara, najdete nešto novo, vi izmenete go, zamenete go, sve zavisi od vas. I se razbira dokoliko vi ovdje poteško, dokoliko ne možete se hoš da oddelite vreme, dokoliko nekoj raboti jednostavno ne vi ležat, ne je bitno, najdete go ona što vas vi odgovara. Započnete go denot s ubava misla, so pozitivna poraka, so blagodarnost zato što ste gi otvorile očite i to za početok je dovoljno. Jaz vi posakuvam ubav den, vi posakuvam da si najdete svoj način kako ki se motivirate sekoje utro i može bi del od ovije predlozi da gi koristite i za popladneven odmor ili docna navečer kako vi odgovara i da se motivirate sebe si za da gi završuvate polesno obvrskite na sekojednevno nivo. I blagodaram što me sledite, stavite like na ovo video ako vi se dopajge, spodelite go so nekoj ako mislite deka može da mu služi. Priključete se na kanal dokoliko niste go napravile to, a pritisnete na zvončeto subscribe. Se gledame naskoro so nekoja nova tema.